На последната конференција за електронска трговија во Скопје, Катја Назарова од TikTok фасцинираше со објаснувањето како големите e-комерс платформи како Тему ги користат технологиите со вештачка интелигенција за анализа на податоците на потрошувачите и креирање на хиперперсонализирано искуство. Токму тогаш почнав да размислувам дали и колку македонските трговци се конкурентни на странските пазари и имаат ли можност да излезат од границите на Македонија. Ова е само една од темите за кои што разговараме денес во оваа епизода на Newbiz со Марија Ристовска од Асоциацијата за електронска трговија на Македонија. Марија, добре дојде. Добро те најдов. Ајде да тргнеме со твојот бекграунд. Како влезе во Асоциација за трговија? Како воопшто во трговија влезе? Интересно прашање. Вака, малку познат факт за мене е дека всушност мене првата работа во животот ми беше во Групер. Тогаш уште бев на факултет, значи бев студент, завршив на економски, тоа одсек е бизнес. И имаше некој повик за кој сака да се пријави, беше позицијата би рекла продажен агент, ама само што се формираше Групер, па беше уште така не во многу строги рамки тоа објаснето и се пријавив јас и имаше некој процес на селекција, со уште еден дечко влеговме таму. И така почнав да работам и да барам сделки за Групер. Беше многу интересно, пошто многу се работеше на едукација на пазарот, пошто тоа беше 2011-2012, кога не се лажам, и буквално се едуцираа луѓето што значи, што е сега ова и што треба да се направи, и како тоа е за дан попус и така натака. И тоа траеше неколку месеци, но меѓутоа после дојде летен распуст, јас претходно на сите години одев на Work and Travel во Америка, па дојде време и оваа година на Work and Travel во Америка, така да ми престана работниот однос, односно ми беше страв дека нема пак да имам шанса и така натаму, па одлучив да продолжам за Америка. Кога се вратив за Америка, започнав како маркетинг координатор во USAID проект, но беше на крај проектот, пак траеше кратко и таму се префрлив во PR агенција, како маркетинг менаџер во неколку поголеми домашни бизнеси, дури во Дубај работев неколку години и маркетинг и менеджмент во хоспиталити индустрија, и се вратив тука. И Нина ми пиша, те следам на социјални медиуми, ми се допаѓа тоа што го работиш и така натака, и ми вика дали сакаш да дојдеш да испиеме на кафе, да ти објаснам, мислам дека имам еден интересен пропозал, предлог за тебе. Викам ајде, и отидов и беше многу интересен проект за развој на трговијата, со оглед на мојот бекграунд. Ми рече дека е проект менеджмент позицијата, но има микс од маркетинг, и јас реков ајде, звучи како интересен челендж, го видов тимот, млад, таков енергичен, и така се впуштив на тоа џерни, патување што трае. Судбина ти била трговијата од Групер до асоциацијата. И сега кога зборуваме за ангажманот во асоциацијата и сето оно што го работите, што е оно што те мотивира секојдневно на работа? Она што ме мотивира, па би рекла дека еден од работите што најмногу ме мотивира е самиот потенцијал на трговијата и можноста да се помогне на локалните бизниси. Ме зезаат колегите дека сум била голем патриот, ама затоа што стално сум барала да се поддржуваат локални бизниси, да инсистирам да има, знаменце кога правиме регионални проекти и така натаму, или да се пишува на кирилица на домашен јазик. Ама мислам дека вистинската мотивација, инспирација, можноста да се помогне и можноста да се направи промена на целиот сектор, бидејќи како асоциација влијаеме, застапуваме интереси на во моментов повеќе од 135 бизниси и навистина буквално на целиот сектор може да се влијае, да се придвижи и да расте, и тоа е некако нешто што не се опишува со зборови. Шубаво звучи. Како асоциација спомна дека работите многу на едукација, многу на инволвирање на македонските бизниси. Оно што кога зборуваме за вас како организација е карактеристично тоа што нон-стоп работите. Не се работи само за настаните што ги организирате, конференцијата или наградите, туку постојано сте присутни. Дали со некаква анализа, дали со студија, мислам дека знаете буквално како ни дише пазарот. Ако го земеме тоа предвид, што би рекла дека е пошироката слика на трговијата во Македонија?
што се оние клучните milestones, што е она што го гледаш можеби како недостаток или како можност за развој? Така, убаво кажа, цело време работиме, значи не само на тие клучни настани што не се годишни, што не се повторуваат секоја година, туку и на бројни проекти баш за развој на трговијата во различни сегменти, дел за поддршка баш на раст на понудата, преку помош на отварање на продавници, дел едукативни, дали работилници, сесии и така натаму. И она што можам вака како генерален заклучок за широката слика да кажеме дека всушност е цело време во еден постојан раст, забрзан раст е трговијата. Баш неодамна искочи едни податоци од Државен завод за статистика и таму кажува дека има 10% поени во однос на лани раст на користењето на односно зголемен број на онлайн потрошувачи од онлайн корисниците на интернет, што е супер податок и укажува на тоа дека расте, да речем, онлайн купувањето меѓу другото. Напоредно расте понудата, односно расте бројот на продавници од година во година, расте и како што можеме сите да заклучиме влезот на интернационални играчи, што дополнително допринесе малку да ни се отворат хоризонтите и да видиме нели поголема понуда, компаниите да станат поконкурентни. Мислиш ли дека ковид беше причината зошто така бум се случи и дали спласна после ковид или продолжи интересот да расте и да се развие, ги видоа луѓето потенцијалите, па си рекоа чекај зашто се враќаме на она што било пред ковид? Мислам дека дефинитивно ковид допринесе и тоа многу, значително. Мислам дека во тој момент и оние бизниси што не планираа или не размислуваа за дигитализација, во тој момент сватија дека е неопходна и сватија дека може многу да им помогне и да ги прошират своите бизниси, во тој момент да опстанат, но понатака и да ги прошират своите бизниси од проста причина што и трговијата си е само дополнителен канал, значи не значи дека они мораат својата физичка пример продавница да затворат, туку да имаат дополнителен канал, така да, мислам дека Ептен значително ја забрза и трговијата. Ние во тој период баш реализиравме еден проект со USAID и еден дел од проектот беше за директна поддршка на 40 продавници да отворат, на 40 компании да отворат тие продавници. И Се уште функционираат? Па дел од нив најголем дел не знам точно колку, меѓутоа најголем дел но интересен податок беше бидејќи ова баш се случуваше, се поклопи со короната. Имавме околу 350 апликации, што беше сериозна бројка, не ни очекувавме, но мислам дека сериозно добро помина и сериозно добро продолжи да функционира. Сега после кога го следевме растот, нормално тој беше сериозен експоненцијален раст, што продолжи да трае наредните години и сега нели последната година деве се стабилизираше бидејќи преголем беше во 2020, но се уште има континуиран раст, тоа може да се забележи. Знаеш зашто те прашав дали се уште функционира? Затоа што има впечаток дека многу од компаниите принудено, од што морам, направија продавница во периодот на ковид, а потоа некако, како да си кажа, чекај зашто да насочувам ресурси и понатаму, ова не е нешто што веднаш те функционира и те се развие, ова ми е разработен канал физичката продавница, да си продолжам да си функционирам така. Таму дури имавме еден клиент со кој што баш во време на ковид работевме, кој што комплетно во моментов како украс ја користи продавницата заради тоа што си се врати на традиционалните канали. Мотивирани ли се да продолжат да инвестираат ресурси затоа што си бара одржувањето на продавница си бара? Да, common misconception што би се рекло е дека продавницата, односно и трговијата, човеков завршил работа, што ми ја отвори продавницата. Тоа е сериозно најголем челендж на нас како асоциација да ги едуцираме сите оние бизниси со кои што доаѓаме во контакт и на кои што им помагаме да отворат продавница низ најразлични проекти. Ние им кажуваме дека всушност е трговијата, ако вака звучи супер, ќе ставам неколку производи и ќе продавам, значи не е само така, тоа е буквално почеток. Штом се лансира и продавницата, дефинитивно е само почеток и треба да се работи на стигнување до што е можно поголем број на луѓе и на промовирање на таа продавница. Претпоставам клиентот кој да е, него видел потенцијалот во моментот или и ден денес има некои луѓе кои што немало резултати точно преку ноќ и не им се поделувало ресурси, но имајќи предвид дека со трговијата, пример, имавме еден проект кај што поддржавме, тој ми е особено драг, поддржавме домашни агри производители
и на пример не знам продава мед од Берово и некоја женичка таму што продаваше нормално се тоа мора да имаат регистрирано компании и му возможивме за да продаваат на поголеми маркетплейс платформи како Пакет МК, Митра Урма, Анас, така натака, и да можат да ги пласираат своите производи надвор од своето подрачје на живење. И најголем дел од нив се уште продаваат на тие маркетплейс платформи и е супер за нив затоа што им се возможува буквално надвор од нивното подрачје на делување да им меѓу другото и на нас од Скопје да ни овозможат нели да нарачаме природен домашен мед. Така да има две страни паричката и мислам дека оние кои што гледаат долгорочно ќе инвестираат. Има многу инвестирање, има многу работа, ама мислам дека тоа е универзална вистина и за се останато дека За се што вреди. за се што вреди дека треба да се работи и дека ништо што вреди преку ноќ не се остварува. Така и за ова. Спомна дека имате многу и преписки и разговори со трговците околу објаснувањето што е, каков е процесот, што следи. Кои се сопките на кои што најчесто наидуваат? Кои се може би несоодветните очекувања што ги имате, а нешто што вие се обидувате да го изменеџирате во процесот? Сопки, би рекла, пак ќе кажам, најголем нивен личен предизвик е делот со дека не треба да инвестираат во маркетинг и во логистика, дека се сведува на тоа дека треба да направат само продавница. Но навистина сметам дека треба да инвестираат и во маркетинг и особено во логистика, затоа што и достава, бидејќи нели тоа е единствениот контакт физички што го има самиот трговец со купувачот. Ако мислиш во однос на предизвици со кои што се соочуваат, Поплаки, жалби, ова не ми се допаѓа, што да правам, но ова не мислев дека е вака. Така е, да. Но тука останува, мислам, самата игра односно самата улога на трговците е да ги едуцираат купувачите. Иако е релативно, сега веќе не знам дали можам да кажам релативно нов сектор, ама пак на некој начин релативно нов, каде што голем број на луѓе нема доволно високи дигитални вештини за да направат онлайн купување или уште не се многу комотни со користење на картички, имаат недоварба во онлайн плаќањето. Така да мислам дека во оваа ситуација и самите трговци покрај ние и нели институциите сите треба да си играат улога во креирањето на поголема свест за тоа како е поедноставно, побрзо, попрактично се нарачува онлайн и всушност и да се работи заеднички за да се креира доверба. Да се вратиме уште малку подоцна на потрошувачите, ама сега јас да решам дека еве, утре сакам да направам продавница, што е што би ме советувала? На што, кои се чекорите што морам да ги испочитувам и на што да внимавам? Така, кога збориме за да направиш продавница, не мислиме да отвориш онлайн, односно Facebook page или Instagram page и да продаваш таму. Значи тоа од старт ќе речам дека не го препорачувам. Тоа што го препорачувам е всушност дека треба да се отвори регистриран правен субјект. Од проста причина што доколку сакаш да вметнеш можност за онлайн плаќање, односно плаќање со картичка, што сигурно ќе сакаш да го направиш, тоа се прави во Македонија 5 банки го нудат тоа како опција и за да се направи тоа треба да имаш регистриран правен субјект и треба со тој документ да отидеш во банка за да ти овозможат, тоа се вика интеграција на платежен процесор, за да нели може да плаќам јас како купувач на твојата продавница. Така да тоа е еден дел, значи да регистрираш правен субјект. Друго што е многу битно е да имаш некој квалитетен производ или услуга што ќе нудиш онлайн, значи не препорачувам да се нуди нешто што е low quality што би се рекло, едноставно бидејќи нели на долг рок тоа е она што продава. Потоа би препорачала да се инвестира во добро користичко искуство и добра веб страница која што е едноставна, не мора да е најскапата, не мора да е, значи се што треба е да е прилагодена, да е преведена на нели да не е. Многу често се среќаваме со некои продавници кои што пола на македонски, пола останало на англиски и така натака. И многу е битно да е транспарентно се прикажано. Значи да има, овој голем дел од трговците не го знаат, значи дека и по закон треба да има контакт детали, значи адреса, даночен број и оние податоци од типот на колку чини доставата, колку е оваа чаша плюс доставата, политика за враќање, доколку ја сакам да вратам чашава доколку не ми се допаѓа, колку време можам, каде, како и така натака, така да сите тие работи вака фино да се интегрираат во едно нешто,
имаме ние гајд направено на веб платформата e-commerceforall.eu. Имаме гајд кај што буквално низ чекори е приказано како препорачуваме да се отвори продавница. Го спомена корисничкото искуство и ги спомена нормално и Facebook, Instagram профилите за продажба, што до некаде гледам потенцијал да се трансформираат истите, заради тоа што велиме се нелојална конкуренција, велиме дека се слабо регулирани, чести се измамите и проблемите што ги имаме кога купуваме на тој начин. Меѓутоа сега со Pay by Link можноста што ја понуди Каси, всушност може да станат не сиви, него бели и таквите трговци и што е добро и за нивната репутација. Мислиш ли дека доволно се прави во однос на популаризација на алтернативите, што и како треба и зошто треба така да се направи, првенствено за купувачите да бидат позаштитени, посигурни, да знаат кај ги даваат парите, да знаат дека може и да го вратат и да го заменат производот? Кога велам продавачи на Facebook и на Instagram, зборам за нерегистрирани продавачи што не плаќаат даноци, не вработуваат луѓе, не издаваат фискална сметка, тоа прави неможно за ако чашава не ми се свиѓа да не можам да вратам бидејќи немам доказ. Многу често имаат проблем тие луѓе, односно купувачите посам да го најдат самиот продавач или се соочуваме пример со поплаки ни доаѓаат, иако ние не сме конкретно надлежни за тоа, но добиваме такви поплаки. Конкретно една господја еднашка ни испрати слика од користена тава дека мислам стигнала. И посам тоа кога се обидала да ги исконтактира е дека ја блокирале и не можела да мислам нели нема чаре тука. Да ги најде, да. Е сега работата е со овие нерегистрирани трговци, всушност они секогаш може да затворат тој e-shop, односно тој Facebook page и посам да отворат нов. И секогаш може да ве блокираат. Од таа причина, ние секогаш препорачуваме да не се купува од нив. Значи, не збориме за регистрирани продавачи, кои што имаат дополнителен канал Facebook, профил кај зашто си ги промовираат активностите, и од каде што, пример, доколку се нарачали, ако пишам јас на некој трговец, потоа ќе ме насочи, ќе ми рече, или ќе ми прати линк од страната, таму и таму избери го. Тоа е сосема друго и тоа е дополнителен канал како маркетинг алатка. Ова е нивен продажен канал. Така да сметам дека во таа насока мој личен совет е воопшто да не се купува од нерегистрирани, само од една причина мислам да се заштитат самите купувачи, заради тоа што меѓу другото понатака ќе изгубат и довербата ако имаат непријатно искуство, ќе изгубат довербата и понатаму нема да сакаат да купуваат и од некој што навистина вреди или навистина е коректен или има квалитетни производи, брза достава и така натаму. Знаете ги сите работи што може да тргнат и на добро и на лошо, со оглед на тоа дека си во индустријата, што те нервира најмногу кога купуваш онлайн? Како купувач, пази. Да, како купувач искрено најмногу не ми се свиѓа кога има лошо корисничко искуство, кога не е допреведена цела страница, кога ќе отворам на продукт пејдж, односно на страницата кај што е производот, па назад кога ќе ме враќа не кај другите производи, туку ме враќа на home page или не е тоа добро регулирано. И исто кога нема транспарентност, кога не знам, пример многу често сум среќавала на e-shop, на e-продавници дека нема пример контакт имейл. И не знам зашто кога се чувствувам дека немам кај да се обратам или ако имам било каков проблем, не тргам од тоа дека имам проблем, ама некогаш ми треба или на пример некогаш ми треба и да ги контактирам и професионално за нешто или да ги поканам на нешто и немаат никаков контакт и за мене одма е тоа што би се рекло red flag. Ако нема никаков контакт, дали телефон, дали имейл, дали било што. Во некои ретки ситуации има контакт форма, ама сепак и контакт формата не ми е толку некако user-friendly за мене. На прво место сепак би ставила лошо корисничко искуство и нетранспарентност. На последната конференција... И кога не е оптимизирано за мобилен, извини. Да. На последната конференција една од темите беше и плати на врата. Нешто што се уште се користи многу, што мислиш која е причината зашто луѓето се одлучуваат за таа варијанта. И уште една тема, нормално. И покрај тоа што во континуитет и вие, и банките, и Касис едуцираат за користење на картички, предностите на користењето на картички и така натаму. И уште една тема беше недовербата или непрофесионалноста кон доставните служби, што може трговецот всушност да направи за доставната служба да го комплетира доброто корисничко искуство. Какви ти се размислувањата за овие две теми?
со оглед на тоа дека собра многу информации и на конференцијата. Да. Во однос на првата тема со плаќањето, мислам, готовината се уште е доминантен метод за плаќање и тоа не само во Македонија, туку во целиот Западен Балкан. Ние летоска правевме на големо истражување, анализа, впрочем, како што спомна на почетокот, годишна анализа, овој пат за прв пат ја правевме на ниво на цел Западен Балкан и за прв пат е на англиски, достапна е бесплатно и на нашата страница e-commerce МК, кој сака може да си ја преземе електронски. Таа беше поддржана од NLB групација и беше баш со фокус на онлайн плаќањата. И согласно таа анализа, односно извештајот од анализата, да увидовме дека стварно еден од најголемите предизвици и на трговците е тоа што се плаќа во кеш, односно готовината. И се од другата страна, од страна на потрошувачите, зошто се плаќа, односно зошто преферираат онлайн плаќање во готово, меѓу другото е затоа што има ниски дигитални вештини и верувале или не голем број на купувачите се уште не знаат да направат, да не сакаат, некако им е страно и не го знаат целиот процес на онлайн купување и на чекаут и така натаму. Понатака има и ниска искористеност, односно низок број на онлайн картички, односно платежни картички по жител. И понатаму е ниската доварба, што за мене мислам дека е најбитната причина, ниската доварба во самите продавници, што мислам дека сепак произлегува од нерегистрираните купувачи и од бројните незадоволни купувачи, некои непријатни искуства претходно и тоа некако така е како еден вртлок, затворен круг, да. Но мислам дека полека почнуваме да се отвараме кон нови можности, еве и Pay by Link и самите картични организации повеќе вложуваат. Гледам дека и Google Pay влезе на нашиот домашен пазар и полека ќе почнат да се отвараат и повеќе опции за да можат и купувачите, нели, да повеќе купуваат, односно плаќаат онлайн наместо во кеш. А во однос на доставата, тоа е исто Болна тема ми е мене. Така. Јас стално се бркам со некој доставувач. Да. Кај си, таму си, ваму си, симни се, излези на улица, на другата улица. Така е, јасно ми е. Еден трговец тоа многу фино го има решено со своја достава, каде што можеш да си одбереш во колку часот да ти биде направена доставата и за мене тоа е многу елегантно решение. Но Прв пат кога нарачав од нив не ми се веруваше. Значи мислев дека избираш само колку да ти каже да избереш, али нема шанси да ми стигне баш тогаш. Кога навистина стигна тој временски интервал од 60 минути, јас бев онака запрепастена, позитивно запрепастена во смисла дали јас живеам во Македонија. Да. Дали ова можно? Да. Така да, но имате на ум дека ние генерален наш проблем е човечките ресурси. Така да и самите компании за достава се соочуваат со таков проблем, да не можат да најдат квалификуван кадар или пак да го задржат кадарот што работи во нивните компании. И меѓу другото мислам дека е проблем што не постојат модерни решенија за достава како пакетомати, што всушност почнуваат сега полека да се имплементираат во Македонија, ама и други out of home опции за достава, бидејќи до сега се беше на врата, па некогаш и сама кривица на корисниците ќе остават. Мене еднаш ми се случи, сум сгрешила цифра во телефонскиот број. Нели се случуваат, луѓе сме, грешки правиме, некогаш и они, и самите доставувачи, но мислам дека она што е битно да се има во предвид е дека доставата е единствен контакт помеѓу самиот трговец и купувачот и поради тоа треба многу да се влијае, односно многу да се работи на подобрување на доставата и на, нели, да биде најдоброто можно искуство за самиот купувач со цел, нели, повторно да се врати и повторно да нарача. Од вас, а не од Промената што се случи, конкуренцијата. промената што се случи сега со изборот на локална компанија од страна на AliExpress и на Temu, која што мора да почитува известни стандарди што глобалната e-commerce платформа ги диктира кон нив, некако мислам дека оди во позитивна насока и за локалните бизниси. И сега тргнувајќи од тоа, мислиш ли дека влезот на ваквите големи платформи е проблем за локалните трговци или пак е мотивација да бидат подобри, да се наметнат, да понудат нешто плюс, да бидат иновативни? Мислам дека конкуренцијата е здрава, мислам дека конкуренција има во секој аспект и дека буквално тоа не тера и не прави да сме подобри. Мислам дека од нив треба да се гледа како учители
и дека треба може многу да се научи, во најмала рака во поглед на тоа што го прават во маркетинг ефортс, во поглед на тоа што даваат интересни некои попусти и така натаму, за да ги привлечат купувачите во најмала рака за прв пат да пробаат, па сега нели зависно од остатокот од искуството, нели или ќе продолжат или ќе избришат апликацијата. Да. Но да, мислам дека во секоја ситуација дека треба да се гледаат и да се земат позитивните ствари, тоа да се вмеша со локалниот контекст, бидејќи сепак тема е нели интернационално и е еднакво за сите. Но вие како локален играч може да направите било нешто што ќе има локален контекст, што ќе биде специфично, а ќе се искористат добрите страни што може да се научат од ваквите интернационални играчи. Какви се потенцијалите на локалните трговци за да излезат од нашите граници и кои им се веројатно предизвиците со кои што се соочуваат? Имаат голем потенцијал, самата трговија има голем потенцијал. Пред се они треба да ги направат производите да речем резонираат со потребите на глобалниот потрошувач и треба и при тоа нели да најдат соодветна компанија за достава која што испорачува интернационално и самиот customer service да е на едно повисоко ниво, односно на нивото на кој што нели функционираат самите глобални играчи, бидејќи кога се излегува на регионален или глобален пазар, веќе е посериозна конкуренција и имајте на ум дека некој веќе тоа го прави со години и го прави добро и вие треба да најдете начин тука за да и вие најдете место испод сонцето и да нели почнете да ги продавате вашите производи. Така да сметам дека има голем потенцијал. Како најголем предизвик би рекла дека се нормално доставата, наоѓање на reliable партнер за достава и да речем регулативата, бидејќи често знае да немаме исти конкретно еве со земјите од Западен Балкан, сите имаме различна регулатива, различни царински и административни постапки, понекогаш нели имаме ние меѓу другото имаме различен јазик, имаме различна currency, валута, но сепак мислам дека може да се изнајде начин доколку се сака, имаме и домашни бизниси кои што веќе продаваат регионално и глобално и особено сум горда на такви неколку примери што ги знам, така да ако се сака, па ќе кажам се може. Веројатно кога те помислат на сето ова што го кажат и јазикот, и локално, и царини, граници, и доставувач, и логистика, подносна организација, не само на можеби на испраќањето, туку и на чувањето таму во друга држава, магазински простор да се откажуваат затоа што има премногу фас за нешто што не можат да претпостават колкав поврат би им донело и за колку време. Пак се вратиме на инвестирањето ресурси. Она што исто така пак те спомнам конференцијата, беше многу интересно како да речеме Катја Назарова, мислам дека се викаше девојката од TikTok, објаснуваше како големите платформи користат вештачка интелигенција со цел да ги персонализираат рекламите што ги гледаме, да не привлечат онака баш да ни брцнат во умот и да не привлечат да отидеме и да го купиме. Како гледаш на новите технологии? Од аспект на нивниот потенцијал да ја трансформираат e-commerce индустријата. Овде зборувам и за вештачката интелигенција, можеби предоminantно во маркетингот и персонализацијата, меѓутоа тука е и блокчейнот по однос на финансискиот дел, односно плаќањата, како токму таквите и нормално и криптото како валута која што може да се користи па да го премости овој проблем со различни валути. Какви ти се очекувањата? Колку овие технологиите донесат промени во e-commerce? Мислам дека вештачката интелигенција конкретно веќе на голема врата е во e-трговијата навлезена, особено кај глобалните играчи, значи од буквално креирање на контент, на продукт пејдж, креирање на содржина, се извинувам, до најразлични работи што се користи буквално за секој сегмент, не само за маркетинг делот, се користи нели за анализа на податоци, за хиперперсонализација, така да се користи навистина многу, мислам дека е многу навлезена и мислам дека тек сега следи уште поголем замав на вештачката интелигенција. Во однос на блокчейн мислам дека допринесуваат многу за транспарентност на плаќањата. Во однос на крипто мислам дека во Македонија уште е некако тоа farfetch.
Но мислам дека многу наскоро, ако што повеќе глобални играчи тоа го нудат, а знам дека почнуваат да го нудат пример на Shopify, самата платформа може да се плати. Има, не знам дали ги знаете, не знам дали ги знаеш AT&T, тие се американски мобилен оператор, таму исто знам дека може да се плаќа со крипто. Пример Amazon нуди, не се плаќа директно со крипто, но може да се купи гифт картичка за размена на вашите крипто пари, дигитални валути, и после тоа така да на тој начин го користи криптото, но има и безброј многу начини кои што мислам дека тек нивното време доаѓа. Буквално сега со новата американска администрација и таа цела пропаганда и поддршка на криптото, мислам дека ако се искористат овие две-три работи, дека навистина може да се биде во тек со глобалните брендови. Ќе биде интересно. Да, дефинитивно. Ја спомнав неколку пати конференцијата, таа е вете бренд, функционира со години назад, регионална е, исто така и ги имате сега и наградите, и тоа е нешто што станува, или е вете бренд поврзан со асоциацијата. Очекувате ли или да очекуваме промени таму, некаква, не знам, нов концепт, можеби некој иновативен модел како да се извиди, затоа што кога почнавте бевте вау, почна да ве копираат, така што сега сите гледаат, докај стигнале ова прават, да и ние да го правиме тоа. Има ли нешто ново на поведок? Како беше imitation is the best form of flattery. Така да им благодариме на тие што не копираат, но од друга страна нели се веќе на некој начин се е измислено и можеби и ние копираме некои други идеи од некои други интернационални конференции. Впрочем, и нашиот тим секоја година посетува бројни конференции за да се инспирира и да дознае што е, да речам, најатрактивно во светски рамки, за да може да го донесе тука во на македонскиот пазар. Лично јас ја правам агендата, односно сум задолжена за говорниците на конференцијата и особено ми е драго тој дел, затоа што може да се буквално да се, како да кажам, моделира што ќе биде hot topic секоја година. Генерално за оваа година е премногу рано да се каже, ќе почнат подготовките откако ќе завршиме со наградите за трговија, значи после март. Но генерално форматот би го задржали ист, бидејќи согласно последниот фидбек анализа, истражување што го правевме од учесниците, кои оваа година беа преку 700 од цел Балкан, што особено не радува. Всушност беа многу задоволни генерално и од самиот нетворкинг, и од агендата, изборот на спикери, и од сите други пропратни активности што се нудат на самата конференција, но во однос на темата и говорниците, тие секогаш ги бираме апропо тоа што е hot topic годината. И ако не следиш уназад со години, ќе видиш дека секоја година, иако вака звучи навидум исто, правиме нешто ново за да можеме да иновираме и да бидеме поразлични. Мене ми се случи да одам на една од најголемите конференции за трговија, се вика Shoptalk во Барселона, неколку години поред. И првата година бев буквално Алиса in Wonderland, значи не знам како. Тоа беше сериозно голем настан со сериозно, буквално не можеше да се дошата за 3 дена и да се видат сите работи, но од година во година, окей, има нови изведувачи, бидејќи спојуваат експо и конференција, има нови говорници, така натаму, ама некако од година во година бев помалку и помалку импресионирана и тргнав од таму и како таа појдовна точка секогаш ја имплементираме во асоциација и секогаш сакаме да направиме нешто ново, поразлично, да направиме апгрейд на искуството. Лани за прв пат донесовме нетворкинг апликација и со тоа дадовме можност на луѓето да си видат сите учесници кои што ќе бидат на конференцијата и да си закажат состаноци, односно да си реквестнат да си побараат состанок и нормално доколку другата страна прифати. И мислам дека супер помина, а покрај тоа имавме една coworking meeting зона, што исто така беше фино изгледаше и доста се користеше, така да тоа беа пример новостите лани, па се оваа година здравје останува да види. Потврдувам, одлична беше и зоната и апликацијата. Имав еден многу интересен состанок преку апликацијата кој што подоцна резултираше со деловен договор, така што супер беше се. Спремни сте сега за наградите, претпоставувам секоја година се поголем број на номинирани и што сведочи за тоа дека расте индустријата. Она што е следно од аспект на наградите е доделување на наградите, затоа што видов дека помина целиот тој процес на номинирање, на гласање, така. Вака номинирањето помина.
во тек е гласањето од јавноста. Не сум сигурна кога ќе се емитува, но трае до 10 февруари. Така да јас ја повикувам јавноста, слободно гласа, бесплатно е гласањето, онлайн се прави многу едноставно. Идејава е да ги поддржиме сите што работат како што треба. Нели да се истакнат и да им дадеме едно, да речам, браво и поттик да продолжат да работат и да иновираат и да го носат напред секторот. Оваа година имавме преку 200 пријавени, што од година во година се зголемува бројот и особено нарадува тоа. И мислам дека ќе продолжиме и понатака во таа насока. Од целиот разговор заклучив дека со многу ентузијазам ја работиш работата, дека многу се вложуваш и многу ти е драг секој успех што го постигнувате како асоцијација. И токму затоа се прашувам зошто сега ти си го поделиш вниманието, затоа што од неодамна си начело на Алијансата за родова еднаквост. Од каде мотивацијата за да влезеш во тоа, особено ако знаеме колку многу ангажман имаш во асоциацијата за етерови? Така. Да, од неодамна сум раководител или хед на Алијансата за родова еднаквост, но спојката тука, кечот, е всушност дека тоа е подружница на Асоцијацијата за трговија, што заеднички, односно и јас бев дел од формирањето на самата алијанса, беше во мај 2022 година, каде што со еден фин нетворкинг настан собравме македонски бизниси за да им кажеме колку е битно да има родова еднаквост на работното место. Секогаш нагласувам, затоа што првите реакции првата година беше као ово е феминизам, но не, далеку од тоа. Туку е во насока на тоа дека бројни истражувања подкрепуваат дека работата на мешани тимови, значи машки и женски, допринесува и перформира најдобро и носи најдобри бизнис резултати. И од таа причина, да речеме, Алијансата се залага за да се достигне оваа поголема родова еднаквост на работното место, односно поголема застапеност на жените, еднаква плата за еднаков труд и еднакви можности за раст и развој. Често ќе видиме дека има многу менаџери на middle management, затоа што жените се прецизни, се детални и така натаму организирани, но кога станува збор за CEOs, односно управители, или кога станува збор за управни одбори, извршни одбори, нивниот процент е сериозно мал и од тој аспект сметаме дека треба да се работи од проста причина што, пак кажам, е заснована на бројни истражувања дека носат подобри резултати и другата причина е што всушност и жените се дел од пазарот надвор. Кога ќе искоѓите на улица, производов што го продавам, ќе го продавам и на машко и на женско и застапуваат и тие дел од пазарот, имаат своја перспектива и од тој аспект треба да се гледа и машката и женската перспектива и да бидат вклучени и во менаџирањето, но и битниот дел носењето на одлуки. За крај на разговор можам само да ти посакам многу успех и во едниот и во другиот ангажман и се гледаме некоја друга прилика. Ти благодарам многу на поканата и се гледаме во следна прилика.